Здраво! Денес ќе се потрудам да ви представам едно кратко видео поврзано со научниот труд на Ан-Мари Ченг, кој е на тема вечерната употреба на уреди што емитуваат светлина негативно влијае врз спиењето, циркадијанскиот ритам и будноста наредното утро. Нема ништо лошо со тоа да се смирите со добра книга на крајот на денот, но ако наместо печатена книга одбирате е-читач или таблет, грешите. Дозволете да ви објаснам зошто. Тоа е она што група научници го откриле кога направиле истражување со кое го наблюдувале влијанието на светлината со кратки бранови, позната како синосветлина. Веќе биле запознаени со факти дека сината светлина ја намалува секрецијата на мелатонин, хормонот кој го регулира нашиот биолошки часовник, и дека таа светлина му дава знаци на мозокот дека е ден, но не се знаело многу за тоа како точно влијае врз циркадијанскиот ритам и самиот сон. Затоа направиле експеримент во кој учествувале 12 млади луѓе на возраст од околу 24 години. 6 од нив мажи и 6 жени кои го завршиле 14-дневниот протокол, односно експеримент, се менувале по случаен распоред, но секој од нив 5 последователни ноќи читал е-книга, а 5 ноќи принтана книга во просторија со подесена температура и светлина. Сесијата за читање траела по 4 часа, проследена со 8 часа спиење. Секој час се вршиле крвни испитувања преку кои ја следеле концентрацијата на мелатонин. Се мереле вкупното време на спиење, неговата ефикасност и времето поминато во секоја од фазите на спиење. Резултатите покажале дека испитаниците кои читале е-книга имаат поголеми знаци на будност пред спиење и дека секрецијата на мелатонин била поместена за околу 1,5 часа покасно, за разлика од оние кои читале принтана книга, кои немале никакво поместување во секрецијата на мелатонин. Оние кои читале е-книга имале потреба од просечно 10 минути повеќе од вообичаено за да заспиет и забележана е пократка фаза на REM спиење, односно сонот проследен со забрзано движење на очите. Кај читачите на традиционална книга не се забележани промени во REM спиењето и заспивале побрзо. Дополнително, тие наутро се буделе полесно и не биле поспани, додека читачите покажувале знаци на поспаност многу повеќе, односно им биле потребни часови подолго за да целосно се разбудат. Разлика во должината на други фази на спиење немало. Овие резултати индицираат дека читањето е-книга во часови пред спиење веројатно има несакани биолошки последици, што може негативно да влијае врз перформансите, здравјето и безбедноста. А загрижувачки се и затоа што се лесно поврзливи со најнови истражувања за ризик од рак на дојка или ризик од нарушена фаза на спиење, несоница и хроничен недостаток на сон. Познато е дека употребата на електронски уреди за читање, комуникација и забава значително е зголемена последните години и нема да се намали, но можеби токму ова видео ќе ве мотивира да си помогнете себеси, да го цените добриот сон и да грабнете печатена книга пред спиење наместо електронска. Ви благодарам за вниманието.